Ублажување на ефектите и последиците од COVID-19 на најранливи групи во општеството со посебен фокус на стари лица и лица со попреченост е проект на Регионалниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша и Домот за стари лица Зафир Сајто, кој што денеска беше презентиран пред представникот на Министерството за социјална политика од Австрија и општина Куманово. Преку проектот кој финансиски целосно е поддржан од Министерството за труд и социјална политика на Австрија, ангажирани се 8 негуватели кои што даваат услуги на лицата со попреченост и на старите лица во домашни услови во општина Куманово. Овој проект треба да се имплементира заклучно и да заврши некаде со крајот на месец февруари 2023 година. Во меѓувреме, општина Куманово заедно со Сдруженијето ќе се погрижи да стапи во контакт со нашето ресорно министерство и да побара дополнителни средства во дел на одржливоста на самиот проект. Иницијативата за проектот од двете институции почнала пред 2 години, бидејќи надлежните увиделе дека е потребен домашен сервис за грижа на двете ранливи категории на подрачјето на Куманово. Проектот почна со реализација на 1 септември минатата година. Да пружаме една услуга која што и текако им е потребна на нашите сограѓани, кои што пред се покажа дека поголем дел од нив има токму ваква потреба, значи немаат потреба од институционално сместување, како што ние веќе имаме таков капацитет во општина Куманово. Меѓутоа, ова еве сега, значи сервисот како таков нуди една поинаква услуга која што значи самостојно живење во својот дом и да ја добијат токму на мала или малку поголема поддршка која што лицата со попреченост и старите лица им е потребна. Вакво нешто воопшто не е ново во Европа, вакво нешто напротив е плод на сите оние наши, така да кажем, посети кои што сме ги имале по Европа и фактички значеше само пренесување на искуства и во нашата држава. Многу сме благодарни пред се на поддршката што ја добиваме од Австриското Министерство за труд и социјална политика, кое што целосно го поддржува проект во висина од 80.000 евра и се надеваме дека во иднина ќе изнајдеме начини со нашето ресорно министерство, со општина Куманово, како овој сервис да продолжи. Сега веќе започнаме со работа на терен, каде што се ангажирани 8 негователки кои што се стекнати со сертификати и со звања негователки, нели? И кои што веќе работат на терен, одат во домовите на крајните корисници кои што припаѓаат на двете таргет групи, стари лица и лица со попреченост. Целта на проектот е да се развие во институционален сервис или модел на домашна нега, за да корисниците од двете таргет групи добијат соодветна нега во удобноста на своите домови. Целта на проектот е нели да го пилотираме ваков модел на домашна нега, за да при крај на проектот започнеме веќе со процес на лиценцирање и да се стекнеме со лиценца за овој сервис кој што понатаму нели ќе може да продолжи да функционира и кој што ќе би требало да биде поддржан и од министерството и од општината и самите граѓани, за да како се зголемат и бројот на крајните корисници. Во рамките на проектот набавено и моторно возило за реализирање на посети на повеќе локации, апарати за мерење крвен притисок и униформи.